Добро дојдовте на канал Тампес. Доколку сакате да бидете во тек со настаните и да знаете што се случува во светот, претплатете се на канал Тампес. И останете до крај на видеото за да ви бидат некои работи појасни. Дали некогаш сте се запрашале кој навистина владее со светот, запознајте ги Ротшилдови, семејство кое изгледа обично, но е едно од најмоќните на планетата. Тие поседуваат замоци, банки, болници, винари и многу друг работи. Корените за нивниот успех се длабоки, во приказната за петте браќа, најголеми поради нивната кохезија која основале светската банкарска династија. Но има уште една помоќна фамилија која го контролира светот и се што се случува, па и дури воениот конфликт во Украина. Ако сакате да дознаете зошто толку силно Америка стои зад Украина, пишете во коментар, а јас најбргу што можам ќе направам видео на таа тема. Тие се однесуваат како кралеви или господари на светот. Но зошто ви го кажувам сето ова сега, ќе дознаете наскоро. Тие се со најголемата банка во светот и со таквото огромно богатство достигнуваат екстремни нивоа на моќ и контрола. Постојат голем број на проценки кои кружат на интернет дека Ротшилдовите се неверојатни и се поврзани со многу случувања во светот. Една улога која ја играат е и нивната централната улога во теоријата на заговор за новиот светски поредок, која е најпопуларна теорија на заговор. Таа е толку добра што постои име наречено елита што го сака тоа. Општеството да се менува во нивниот имидж, тие имаат повеќе од 2 трилиони долари, тоа е 2 со 12 нули, ова може со сигурност да се измери не поради многуте семејни бизниси. Туку независно низ светот го дистрибуираат она што ги обединува сите, и тие се во фокусот на релевантните теории на заговор. Оваа приказна за моќ ги прави едни од најмоќните луѓе во светот. Дали тоа е теорија на заговор? Следете го тоа, на примерот со Ангела Меркел, контролирана од елитата како Ротшилд и семејството, на милиони бегалци во Германија им дозволи се околу германците и општеството. Теориите на заговор тврдат дека на Ротшилд им припаѓа 80% од светското богатство, исто така тие го поседуваат и самиот Холокауст. Точно тоа е антиеврејски, но тие се вклучени и во такви теории. Ротшилдовите играат главна улога и во светот на заговорите. Исто така за кризата со корона се претпоставува дека се Ротшилдовите главните и виновните за создавањето на вирусот, а пандемијата била планирана многу одамна. Семејството Ротшилд се смета за крајно таинствено и е поврзано со премногу случувања низ светот. Ротшилд се во фокусот. Колку и каде е успехот на семејството? Неверојатното брзо издигнување од франкфуртското гето, до врвот прво на европскиот банкарски свет па потоа во целиот свет е премногу сумиво и полно со контраверзии и теории. Тука кружат многу гласини и теории како семејството Ротшилд е поврзано со сите тајни друштва во светот до обожување на ѓаволот и правење ритуали во чест на ѓаволот. Најпознати тајни друштва се илуминатите, масоните, Билдербер, Клуб 300 и многу други. Они управуваат со се и без нивна дозвола не може да се направи ништо, а тоа што сите политичари глумат лудило дека они можат да променат нешто се чисти лаги, тоа се гледа како жив пример кај нас на Балканот пред да дојдат на власт се толку јаки. Силни и патриотски настроени, а кога ќе дојдат на власт само еден телефонски повик добиваат и одма ја менуваат целата стратегија и заложба што ја правеле, само да спасат глава и да останат на власт. Сега одиме до 18-тиот век во Франкфурт, времето во кое каментемелникот е поставен токму за оваа банкарско-владетерска династија. А со тоа и за митовите и легендите како стануваат толку моќни на светската сцена, тие живееле на улицата Југенгасе, една уличка која е можеби нешто под 300 метри долга. Тоа било еден вид ужасна гледка. Самото гето каде живееле било обкружено со дид од остатокот од градот кој бил одвоен. Во тоа гето живеел и известниот Мајер Ротшилд. Сакате да дознаете повеќе? Претплатете се. Со неговите членови со вкупен број од 19 члена. Преживеале само 5 сина и 5 ќерки. Ротшилдовите имале ограничувања, на пример, им било дозволено да одат само во Југенгасе улицата. Тие заминуваат во одредено време и не знаат некој занаети. Мејер на бродот си ја пробува среќата како трговец со монети и има талент во продавањето, работата му тргнува добро, семејството се етаблира полека но сигурно во горниот тим од средна класа.
Мајер Ротшилд стигнува до репутација дека дури и ги контролира финансиите управувани од принцовите. Тоа нели е малку повеќе од сумливо преку ноќ израснува во човек кој ги контролира финансиите управувани од принцовите. Секој од семејство Ротшилд има банка специјализирана за државни обврзници. Тоа беше нов финансиски инструмент за финансирање на државите. Кој им помага и од каде тоа знаење, се верува дека тогаш Мајер Ротшилд прави спогодба и си ја продава душата на ѓаволот за моќ и богатство со кој се обврзува дека целата негова фамилија ќе го продолжи тоа верување во ѓаволот, а за возврат ќе им биде овозможено богатство и моќ. Државите имаа голема потреба од кредит во тоа време и одржување на луксузните стоки и одржување на постојаните војски. Државите барале пари, а Мајер Ротшилд го прави токму тоа, им дава кредити и после тоа они работат како он им кажува. Па и денеска не е ништо поразлично од тогаш, а тоа укажува на тоа кој ги влече конците од позадина. Тие потоа ставаат државни обврзници врз нив, претежно на богати граѓани или благородници кои купуваат соодветна земја. Тие прават вака по овој принцип: дајте му кредит на купувачот, потоа тој плаќа фиксна каматна стапка секоја година, а на крајот од мандатот, обично помеѓу 10 и 20 години, ви се враќаат парите. Во тоа време се развил и Ротшилд и го сметале за работата дека е доверлив и дека тој е сигурен и дека може да им даде добри понуди. Тој исто така го пренесува ова знаење на своите синови, кои продолжуваат малку по малку да влегуваат во бизнисот, како на пример третиот син Нейтан. Неговиот татко го испраќа во Англија, а во тој момент тој не зборува англиски. Ова бајковито издигнување ги прави едни од најмоќните луѓе во светот, исто така цел и за теории на заговор. Па тогаш тој ја отвара првата гранка на Ротшилдс надвор од Германија. Нейтан има уште 4 браќа кои исто така се занимаваат со таков бизнис. Тоа се Ширмаер, Соломон, Калман и Јакоб. Тие сакаат бизнисот на татко им да продолжи, но во уште поголем обем. Па така се гради главната банкарска зграда во Франкфурт. Идеја за европска мрежа на банки. Браќата имаат навестување, за ова нели е сомнително од каде го добиле тоа навестување, па со тоа навестување подоцна собрале неверојатно богатство. Откако Натан веќе бил основан во Лондон, Јакоб ја основа следната банка во Париз на само 20 години. Една година подоцна татко им Мајер Ротшилд умира. Најстариот син на Мајер Ротшилд, Шилмаер, го презема менаџментот на Франкфуртерската банка. 3 години подоцна вториот најстар син Саломон оди во Виена, исто така, таму основа банка. Светските настани го напуштија општеството какво што беше, изменета во нивниот имидж е во тоа што они ги диктираат правилата на светската сцена. Четвртиот син отвара банка во Неапол, значи, браќата заземаат 5 важни европските метрополи, иако географски се оддалечени, тие секогаш се однесуваат како едно. Тие ги собираат своите средства заедно за да се постигне посилен пазар на капитал. Идеологијата им била: не помагајте им на другите. Од оваа идеологија заедништвото вродило со плод. Тоа наговестува по чии правила се водат, бидејќи Мајер Ротшилд пред тоа прави спогодба и си ја продава душата на ѓаволот. За моќ и богатство со кој се обврзува дека целата негова фамилија ќе го продолжи тоа верување во ѓаволот, а за возврат ќе им биде овозможено богатство и моќ. Тие ќе станат најголемата банка во Европа. Овој економски успех ги прави Ротшилд, кои и така веќе биле цел за антисемитска агитација, што е до денес така. Тие незасегнати од ситуацијат браќата го продолжуваат својот бизнис преку план и се постигнува на вистина голем удар, имено додека Англија војувала во 1813 година, а непријателот се французите. Војниците под Наполеон, а англичаните со генералот Велингтон остануваат без пари и без плати, ке било тешко за понатамошно војување, потребно било некој да напредува, злато им се носело на војниците. Англиските даночни службеници се обраќаат кон Нейтан. Тие му дале можност да действува како британски државен банкар и тој ќе се докаже и тој всушност успева англиските трупи со пари да ги снабди и да се грижи за нив. Нейтан има исклучително финансиски придобивки од бизнисот со војната и станува најбогатиот човек во Европа во тоа време и најбогатото семејство на Европа. Тоа може да се примети и во денешно време. Но браќата имаат една одлучувачка конкурентска предност во споредба со нивните конкуренти. Тие разменуваат информации со хебрејско писмо. Тоа се случува речиси секој ден, агентите ги доставувале своите писма побрзо од која било пошта поради нивната близина до владините дипломати ги примале информациите и вештините во рана фаза.
Ова го олеснува предвидувањето на движењата на цените и ги споделуваат овие информации со целото семејство и ги користат предностите во нивна корист каков софистициран систем. Информацијската предност исто така води кон еден од првите и големи теории на заговор за клучниот збор на Ротшилд. Битката на Муртен, Нејтан ја видел со своји очи и го видел поразот на Наполеон и со ова знаење тој стигнува таму побрзо, па затоа лондонската берза била подобра од сите други. Обврзниците на Наполеон се добро документирани и тогаш Нејтан Ротшилд ги купува во голем обем и подоцна. Со победа на Англија е објавен курс кој оди во висина. Нејтан потоа ги продава обврзниците. Ова е мит кој трае до ден денес, зошто Ротшилдовите станаа толку богати. Како тие беа толку успешни? Во следните години им оди само нагоре со богатството, немаат никакви загуби, нели тоа е повеќе од сомнително нормално и природно. Ротшилд продолжуваат вртоглаво нагоре и се прославија и со индустриализацијата и вистинската железничка треска. Австрија ја води изградбата на железницата со Саломон Ротшилд, напред и остава еден од најдолгите изградени правци низ Европа. Неговиот брат Јакоб станува сопственик на француска северна железница и тогаш било исто како и подоцна во денешно време. Новиот пазар или она интернет, така да се каже, огромната возбуда направена околу ова ново време, беше местото каде што беа инвестирани многу пари. Со тоа направија огромно богатство и семејното стебло постојано расте. Понатаму цел на влијанието на странците врз бизнисот го спречуваат со решението членовите на семејството конкретно едни со други да се женат и мажат. Например, братучеди се мажат помеѓу себе, братучеди или чичковци и внуки, филозофијата да не помагаат на никого, ги држи странците подалеку од бизнисот. Мајер Ротшилд непосредно пред неговата смрт во тестаментот им остава правила кои исто така мораат цврсто да се почитуваат и да се придржуваат и да одат по принципот дека само машките потомци го водат бизнисот. Оваа семејна политика е тешка и се дава во седиштето во Франкфурт. Тие се чувствуваат како последен машки наследник, ниту тој ниту браќата немаат многу синови. Ротшилд моментално инвестира во седмата генерација предводена од Александар де Ротшилд со одредена блискост, например, со претседателот на Франција. Нема цврсти докази за ова. Неговата близина нуди и напад на површина влијателни луѓе. Јаков Ротшилд бил однесен на тронот од страна на кралицата. Меѓу другите се и неговите пријатели поранешниот американски претседател Бил Клинтон. И оттогаш во 2012 година тој беше сопственик на компанијата Дес на сега починат американски милијардер Џејкоб Ротшилд и семејството Фриц Бакхаус веќе се запознале во тоа време. Семејно обединување за Ротшилдовите по повод 250-тиот роден ден на поредокот Мајер Ротшилд. Изјавата им е: сакаме да бидете релативно нервозни што не знаете што точно се случува. Од толку различни други семејства кои веројатно се наоколу, ниту едно друго семејство нема толку многу легенди како Ротшилд за кои се шират многу теории. Најдоброто оружје е всушност разумот и критичко размислување, и тоа е она што го велам, теоретичарите на заговор секогаш го прават тоа дека се критични. Заклучок што го ги стави Ротшилд во невиден подем во историјата. Тие ја имаа најголемата банка во своето време, а исто е и денес. Правеле војни и владетели, финансираат и до ден денес. Овој свет тие го направија како рана мета на антисемитизмот, непријателства и теории на заговор, навистина се докажани и документирани многу работи. Но на крајот ништо не испаѓа, бидејќи они ги влечат сите конци и сите тие моќни луѓе во светот им се нивни поданици и не смеат да направат ама баш ништо без нивно одобрение. Дали е тука се нормално и природно, проценете сами. Би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар и вашето мислење на оваа тема. Доколку ви се допадна видеото, оставете еден лайк и претплатете се на канал Тампес. Или доколку сакате видео на некоја друга тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено драгоцено време.